Од утре приватните превозници се враќаат на скопскиот асфалт. По денешниот состанок со Арсовска падна договор во наредните 15 дена да се изготви стручна анализа, со која ќе се утврди методологија за пресметка на цената за изминат километар. Новата цена ќе важи од 1 јануари. За приватните превозници ваквото решение е прифатливо и велат дека не им прави разлика дали одлуката за новата цена по изминат километар ќе биде донесена сега или по еден месец. На овој состанок успеавме да се договориме дека за рокот 15 дена ќе биде изработена стручна анализа заедно со нас, со координаторите, претпоставувам и на советничките групи, ќе се најде некое оптимално решение за да може да се направи нова методологија на цената, да се стават ставките кои што треба да бидат ставени, искалкулирани и заклучно со 1.1.2025 година ќе стартуваме со нова цена. Да, ќе се сообраќаме од понеделник. Очекуваме дека можно е да почнеме и утре. Денеска ќе им пренесеме на колегите, можно е да почнеме да возиме и од утре. Советниците од власта и опозицијата и денеска се судрија околу валидноста на вчера изгласаниот заклучок, со кој приватниците добија покачување од 30 денари. Советникот од СДСМ Гордан Шутаров рече дека нивниот предлог бил да ги задолжат службите во град Скопје, заедно со надворешни експерти да изготват соодветна пресметка на цената по која приватниците ќе возат. Мартин Стојановски, советникот од ВМРО ДПМН, претходно ја напушти средбата и рече дека вчерашната одлука на Арсовска да ја поништи одлуката на Советот со која приватниците ќе добијат 30 денари повисока цена по изминат километар е нелегитимна и дека вакво нешто може да се случи само во недемократски земји. Ова го има само во режими во државите како Северна Кореја, како во времето на Енвер Хоџа и како во времето на Чаушеску во Романија. Вакво непостапување и непочитување на Советот до сега немало никаде, а за тоа се свесни и граѓаните и новинарите. Ние пристапивме кон приватните превозници и донесовме заеднички став за решавање на нивниот проблем привремено до месец мај. Се понатака, денеска што се случува е само едно големо политиканство и нечесни заткулисни игри на коалицијата ДУИ, град Скопје, Левица и СДСМ. Инаку хаосот што целосно го колабираше јавното сообраќајно предпријатие за извесен период, го решија државните 250 тони гориво, што се доволни за околу 10 дена. Докаде е набавката на нови резерви од град Скопје не прецизираат, а одговор нема ниту од ЈСП. Од владата пак најавија дека повторно ќе излезат во пресрет на граѓаните и доколку има потреба повторно би ги ставиле на услуга државните ресурси.